Здраво, другари, добре дојдовте назад на мојот YouTube канал. Конечно нов влог. Ни помалку ни повеќе трет менторски час. Денеска е недела на кај 5 попладне. Се качи во кола, идам да го соберам Кристијан. Не знам дали се сеќавате на Кристијан, тој е заедно со мене у тимот на Јелена. Она од Гевгелија дојде до Скопје, па од Скопје дојде ево у Куманово и вечер у 2, односно Сабајле во 2, заедно од тука ќе тргнеме за Белград на третиот менторски час. За жал, овој пат одиме во Белград со еден член помалку. Дејан, се сеќавате валјда на Дејан, испадна во вториот круг, останавме само јас, Сања и Кристијан и ние овој пат идеме на подготовки за трет круг кај Јелена, Мира и овој пат мислам дека и Ивана. Останете тука, ве очекува интересен влог. Лайк, шер, сабскрајб и се гледаме многу брзо. Што правиш? Покер играш. Саш да научиш да играш. Да ме научиш? Не. Хит. Иначе, другари, дојавме кај мене. Моментално е на кај 7:20. Кристијан пошто дојде од Гевгелија, кај што се наоѓаат сите казино Македонија. Одлучи да игра покер. Гледаме 1-1, слушаме музика и тоа е се. Апдейт нешто покасно. Кристијан дојде до една идеја. Ја имам една сериозна мака во животот, а тоа е дека не можам да спијам во автобуси, затоа што сум 100 кг и 2 метра и не ми е никако комотно. А пошто моментално е 8:45, а нас автобусот ни тргу 2, он мисли дека полесно ќе заспијам ако излеземе негде, ако се напиеме. 1 hour later. Живеле, Кристијане, живеле. Cheers. Моментално сме на Мак Петрол, бензинската пумпа горе у Куманово. Чекаме кај да е да пристигне автобусот за Белград. Така што едва чекам да стигне автобусот и да легнам да спијам. Станат сум у 10 Сабајле, уште око склопено немам. Не знам дали ќе ви се јавувам опште по пат, затоа што е ноќ и what's the point. 3 hours later. Везе немам кај сме, застанавме на пауза, скоро 5 Сабајле. Успеав да заспијам во автобус, што е позитивно. Излегов да испушам цигара и се враќам со надеж дека повторно ќе заспиам. Нема гужва во автобус, може би се на се 5 луѓе сме. Има интернет, има клима, дури и прежешко. Што бидеш, Кристијан? Гледам тут. Овој човек е луд. Значи, како дојде у Куманово, само гледа некои игри на телефон. Има 24 години. Значи, гледа како геймаат луѓе на YouTube. Хорош. Добро утро, другари. На кај 7:30 стигнавме конечно у Белград и се осеќам кој изгубен германец затоа што 100 години немам патувано со автобус, а овде автобуската станица ја срушиле. Вајде ќе најдеме место да седнеме да испиеме едно кафе, да сменам картичка, купив картичка со интернет и број, да видиме кај сме, што сме и ќе ви се јавам нешто покасно. И другари, еве сме уште во ова кафанчево, на кај 8 бидна. На кај 12 треба да сме у Грандо студио на проба. Имаме уште некои 4 сати. Се видиме после. Hello. Само да ви се прејавам на кратко. Стигнавме у Земун, кај тетката на Кристијан. Кристијан легна да отспи една партија. На кај 10:40. Уморен сум, многу ми се спие, а секакви идеи ми паѓаат на памет и ја мислам дека денес ќе направам некоја глупост. Ајде, ќе ви се јавам покасно да дам малци при себе и се слушаме. И другари, некои 10 минути до 12. Ние сме точни као швајцарски сат. Моментално сме скоро пред Гранд продукција. Погледнете кој ни дојде. Ола. Ја идам надвор кафе да испијам, ако сакате надвор, ајде. Погодете кој е со мене. Белма и Ирма за прв пат. За прв пат у мој влог, така? First time in my vlog, ја. Ја не знам, многу ми се спие, значи многу. Белма сака да иде у Макдоналдс да јаде, а ја пошто треба да иде Анџела, Сања па ја. И ја ако влезам наједен, нема да можам да пејам, а мртов гладен сум. Така што ќе почекам да поминам, пак идеме да јадеме. Јест. Почни на љубав и сметка.
Svađali smo se malo. Ja nisam kriva, on je meni rekao da nije gladan. Ja sam otišla do Meka i onda Nije poslije da nisam galami na gladan, mene. nego da ne jedem nezdravu hranu, da sam na dijeti. A ti si, namjesto da jedeš u Meku, donela čitavu kesu da ja to vidim. Pa da. Zato što si bezobrazna. Ona je dete u pitala sam ga, razvoju, poslije mi je rekao, ona je dete u šta razvoju i ne razmišlja. Ona je Belma Hussein Efendi. Amazing Baci sad onaj news. zvuk, ono. Aplauz, gori arena. Vidite kako je vredna, ko će neko da je ženi. Vidi kako je to sve poredila. Ovo nam je Jelena donela upravo, da se malo zasladimo, da ne budemo žedni. Hvala joj. Ali ja sam na dijeti. Stigla nam Natalija Joksimović. Ajde. Tu nam je Irma, to sam već rekao. Belma je već poludala. Tu je Nemanja, koji je postao tata i svi da mu čestitate. Tu su Jadnan i Dženan. Ali oni gledaju nešto što puca. Verovatno neki TikTok. Eto. Eto, dosadno ste. I tako. Smarat. Imamo sve, a niko ništa ne jede, ne pije. Kako smo pošteni. Hit. Što dok završim s oprobata, nema i ovaj pat, zato što ne smijem da vi otkrijem koji dve pesni, ki gi pejam po tretji od krug. No, za promena, se zadržav se na se 20 minuti. I gi odbrav na vaka pesnite. Така што ете, црвен сум, се препотив едно 6 пати, се сликам со Елена. Супер беше, стварно задоволен сум, се останува едната песна ја знам, другата прв пат ја слушнав и останува да ја научам. Ки ви јавам све нахнадно, излегов малце да испушам цигара да се... Што се деш? Да се освежа малце. Samo to govori. I ete, to je to. Stigo, cheeseburger. Noćno mo. Kakav god neka bude. Ne, nema veze. Ja sam na dijeti, ali ovo je zato što smo odabrali pesme za 20 minuta, što nije svojstveno za mene. Evo, Valentina, inače da je upoznat. Jesi Valentina? Tebe nije bilo u vlogu. Javi se. Ćao. Vas je bilo, ali niste ni primetili. Gledali ste TikTok. Ćao, mama vidi ima me na televizoru. Eto, to su ljudi trenutno prisutni. Valentinu ste upoznali nedavno. Ona je ispala. Ali ne znam šta ovde radi, šalim se. Zaljubila se malo, pa malo došla da nam popuni kontent. Nemanja je biznismen, tata, sve, u slobodno vreme pevač, tata, biznismen, kuca, radi. Ovo je nešto što je pojela Belma. Koji vi, ti samo sebe persiraš ili? Pa mi kao ja, Irma... Ja i moja malenkost. Nije, ono se to ne pravimo. Irma, Ajdan i ja. Bravo. Ja se uvek stavljam na poslednje mjesto. Ja sam nešto naučio. Naučio. Šta si Bolan ti naučio? Šta Bona hoćeš? Šta hoćeš Bona? Gdje nam Bolan? Šta ti? Hit. Šta je ba? Kako si se lepo našminkala? Vidite ovaj make-up. Ko te šminkao? Sama. Tišina. Hit. Čekaj, ko je to? Moja mama. Pozdravite nju. Sad moram da blurnem razgovor. Pozdravi je puno. Strašan razgovor s svojom mamom. Odakle znam. I Teo, pozdravljam puno. Teja, kako nam nedostaje Teja. Sad bi se ona tu šunjala, zagrlila bi mi i reka, čao, ja sam Teja Šufta. To je moja mama, inače. Mama 2. Tako je. Teja nam je svima mama. Pa dobro. Javanja tiče... Mama igre. Institucija bre. Teja, ljubimo te. Ćao, volim te mama. To je inače mama. Haj, čao. Ajde.
скаснав еден чизбургер, ама не се кавам, затоа што едно 120 пати се спуштив нагоре надоле. Ќе одам до продавница си купам Red Bull и на кус се слушнав со Анджела Келеман. Не знам дали знаете Анджела Келеман. Беше со мене на Малдиви. Она од Нови Сад и постои можност да дојде се у Белград и да ме собере да идам со неја у Нови Сад. Така што ете, може би ќе тркнам и до Нови Сад, не знам како ме гледате. Budi meni ti opasan, nije posljednji put da mi pravimo lom sebi da probaš, ne branim ti to, ko da je rođendan, meni ko da je rođendan. Nisi mi više jedini, to ti znaš, bit ću opet verna kad te vidim ja ponovo. Znam da jedva čekaš to, pali gas, neću malo niti pola, samo sve 100%. Знаеш како ќе да ми се зове влог? Кад наручиш се не иду преко AliExpress. Slika na aparatima. Done for today. Чао. Не знам кога последен пат ви се имам јавено, па од таа причина ќе се навратам малку ќе се навратам неколку часа наназад. Се прибравме со Христијан кај тетка му, ручавме и ја дојдов пред Ушче, овде ќе се чекам со Анджела Келеман и официјално одлучив да идам за Нови Сад кај неја на една вечер, чисто да го постам, пошто еднаш у животот имам идено на екскурзија и ништо не памтам. Се најдов со Анджела. Кратко јасно. Седнавме у тоа некој вагон да јадеме. Не знам како кај се наоѓа тачно. Кај е ова, која населба, која деш? Вагон Викторија. Кафич. Населје кое? Не znam. Нови Beograd, така. Во Нови Белград, по нашки седнавме да јадеме, јадам нешто пилешко со некои њоки, со некои печурки, со све. И после идеме у Нови Сад. Таман имам слободно време па да го искористам и да ја видам да ја видам Анджела со која не сум се видал. Па последен пат се видовме кога доаѓаше у Куманово. Македонија, Да. Имаше некој настап у Куманово и се видовме баш на кратко. 2 godine možda. Можда има 2 години, да. Баш одамна. И тоа само сакав да ве апдейтирам. Да ви кажам кај сум, што сум. И јавljamo се из Новog Сада, да. Епа, другари, како што ви ветив, се јавувам од Нови Сад. I prva stvar koju je uradio u Novom Sadu je ono kao prešao gde ne treba. Ево, ова е катедрала, како се вика? Дали ти то не знаеш? Дали не знаеш? Čekaj, prvo ovo je gradska... Чекај, не, како се зове катедрала? To nije katedrala, prvo da se ovako, sad si me zbunio. Znači ovo što vidiš ovdje, ove zgrade, Dobro. to su stambene zgrade, znači ljudi žive tu. Добро, а ова што To свети? su stare stambene zgrade. А ова што свети? Ovo što svetli, to ti je gradska kuća. Добро. Znači šta to znači? Tu boravi gradonačelnik. Аха, то ти е као општина, јел? Pa, ajde recimo tako, ali... Он ту живи или ту ради? Ne, radi tu. Значи као општина, окей? Da. Znači, gradska kuća Novi Sad, preko puta je katedrala, znači, ne znam šta je ovo, neko evanđelje, nemam pojma. Хит. Strašno. Nisam se pripremila za За овој интервју? za ovu turu. А лепо е. Lepo je, jest. Inače, trenutno je u gradu aktivan festival ljubavi. To sve ovdje, sad ću ti to pokazati. Шта е, чекај да видиме какве патики има, дојде ќе. Ajde prvo, vreme patike tu imaju u Makedoniji. Ма немамо ово мис, планета. Festival ljubavi. Планета спорт, а фестивал љубови такође немамо. Ovo se zove Lav. zato što ne radi ništa, vidiš da je sve zatvoreno. Inače ovdje ljudi ono kao kuvaju, prodaju kuvano vino, slatkiše. Да, тоа у Будимпешти сам видел. Da, one kao... Ја могу ту да се сликам, Анджела. CC profil, naravno, možeš, da. Да, Tako, evo, gradske kuće od napravci. баш е леп. А зашто јаш не се откитили? Или ово е због љубови тоа фестивал? Или од нове године? Ne sjećam se, pošto vidim da su skinuli 2020. А ко свира тоа? Vidiš, vrlo cool. Па да седнемо овде да попијемо. Хит. Ова било некоја улица, како Кнез Михајлова во Белград. Ne, Zmajovina. А како се вика? Knez Mihajlova u Beogradu, a... Ovde? Zmajovina.
Така се вика ова улица, Змајевина, и ова ти доаѓа како широк со какво битола. Šteta što ne sijaju, ovo je novosadski znak, znači ovaj god. Jel? To mislim da sam video negde na nekim slikama. Kakav debil. Pričekavao isti s klimicu. Znači hit. Si proađame, nije vaka pokretna zgrada i nekoj pijan dečko od ozgora si povraća. Kako se snimio? Pa bez veze. A nije znači da povraća eksploziju. Nekoj pijan dečko si povraća. Anđela misli neka kapa od klimu i pravi vaka tako. Koji hit. Debakal. Šta je ovo za mene? U potraga po palačinki sme. Знаете дека сум на диета, ама у Нови Сад доаѓам еднаш после 100 години, така да јебика. Овде живее Наташа Беквалац. Da. Да. I jako su skupi stanovi. Па, зато и живи Наташа Беквалац, а не Анđela Келеман. To su na periferiji grada inače. И не Марија Рангеловски. За свако дете од лаве до пет. Živeće Anđi tu u Palaku. Živeće Enđe, ma nećeš ti tu Enđe, ti ćeš na Dedinju Enđe. Tako je, Dorčev. Na Dorčelu. Senjak. Sve može. Hajmo dole. Hajmo tamo dole gde Ajde su... prošetamo do kraja da vidim da li tamo neko pravi palačinke, pošto imaju neke kioske. Palačinke, palačinke. The next day. Dobro utro, drugari, vi se nemam javeno od kako stana pod spijenje i se Anđela me podsjeti da ga vlogovam, skroz zaboravim. Бевме баш от трчање, станавме на кај 10 и да го искористиме денот. Ја од 2 сата се тргнувам и идам до Белград и од Белград идам се враќам за Куманово. Така што ете само да ве апдейтирам и да ви се прејавам, седнавме у Петрус, нешто као гастробар, појме немам што е. Нарачавме да пиеме кафе, да доеме при себе, ќе каснеме нешто, ќе прошетаме и ќе ви испрати на автобуска. И тоа е тоа од плановите што ги имаме, доколку се случува нешто интересно, ќе ви се прејавам, доколку не успат сигурно ќе ви се јавам да ви кажам дека сум жив и здрав, не ме мислите. И ето тоа е тоа, инаку сега ќе ви го снимам локално, да видите баш онака убав. Иначе ево како изгледа, еве како изгледа локалот. Сам малце е глупо што снимам, нарушувам приватност на луѓе, али е супер. И има нагоре 2 спрата. Има уште спратови нагоре и баш убаво. Šta ima? Pa ima kao sprat i još jedno kao još među sprat nekim galeriji. Ovo je baš inaku во центар, не можам од оваа страна да ви снимам. Скрос е у центар, кај што бевме вчера, как се вика таа, палатата, не палата. Jeste u tom centru. Ето, ајде, пријатна кафица. Другари, ово е мој влог, знам дека веќе нема ниту ред, ниту крај. Ви се јавам од Белград повторно, моментално сум на автобуска станица, само што стигнав од Нови Сад. И идам да си купам карта за Куманово, се надевам дека има место автобусот што тргнува у 4 за Скопје уствари, али ја се симнувам у Куманово. Ништо само сакав да ве апдейтирам дека идам да си купам карта, па ќе ви се јавам пошто валјда ќе имам време до 4, моментално е 3 некои 5-10 минути. Така што ќе седнам да испијам едно кафе и ќе ви се јавам. На кај Триполе, другари, овде сум ова кафанча на бензиска, ќе кажав, на автобуска. Купив карта за 4, испив кафе и идам да се качам автобус, вали да дојден и ќе се потрудам да спијам, затоа што сум мртов уморен.